Позиција број 1, добро вечер за Благојчо Јангеловски. Да. Како сте? Ние сме добро. Вие сте добро. Да. И ние сме уште подобро. Така Дали е. сте расположени за споделување на знаење? Па сме расположени. Што правите вие во животот? Ние работиме, што ќе правиме? Работиме, во граните работиме, по патишките ставаме асфалт, еве од Кочани до Каменица, дури до Делчево може да се асфалтира, асфалт да се стави нов, и оноа што е стариот и мостовете ги правиме и тоа е. Значи вие 1 тон работа правите. Да. Вашата работа се мери во тони, бидејќи Да. тони цемент, Да. песок. Затоа ќе кажам 1 тон работа Да. сте направиле. Да. И морам да признам дека добра работа правите, затоа што да не сте вие, ние ќе треба помакадан да се движиме по патишта. Читате ли книги, како го збогатувате своето знаење, што правите? Не, тоа не идеме ние по книги, ние така го работиме. По библиотеки. Да. По книги. Да. Добро. Сакате некого да поздравите вечерва? Па еве брат ми, снаата, дечињата и тоа. И тоа. И мајка ми. Во кругот на семејството. Да. Благодарам за вашето пријавување, посакувам многу успех. Благојчо, вие ќе отворите прв поле, меѓутоа пред да отворите, да ми кажете што ви беше најтешко во првата игра. Не ми тешко биде ни одена игра. Памтите ли кои прашања ги утнавте? Па и памтите ја што беа авионите. Да, со Јури Гагарин, Да. И со оние што беа. Марлон Брандо. Да. И тоа го утнавте. Да. Филмови сакате да гледате? Не, ја не гледам дома, ја немам ни време ни леп да јадам, ни филмови да гледам. Ама па за тоа вака добро изгледате сега, тоа е. Да. По колку сати на ден работите? Па по 7 сата. По 7 сата. Па добро, од 24, 7, тоа се 16 сата Да. остануваат. Другите 16 што правите? Па оние другите сати па може да излезеш со другари, да пивнеш, да онајдеш. Значи нема време за леп, ама за пиење со другари има. Има. Па добро. Добар да ви кажам процент сте направиле. 16 сати пиете, 7 сати работите, убаво сте ги распоредиле работите. Ева тоа. Повелете, отворете поле, вие започнувате со асоциација број 1. Кое поле го бирате? Полето го бирам број, буквата број 2. 2, ама кое? Од А до Г. Г. Значи Г2. Да. Остро. На што ве асоцира остро? Остро процесира за За жал времето исте. В1. В1. Стакло. Страклало. Како е? Стакло. Ке ми кажете што кажавте? Страклава тие што е. Реклама? Не, страклава викам тие стакло. Да. Не, да си работеше. Не знам Благојчо зошто веднаш ни се откаже. Еве гледате колку беше лесно. Оти не знам, ја оти не онадваме за тоа. Тие едно време го немаше тоа по таа историја. Добро. И за тоа сега може да излезна и секој го надва, а тоа го немаше ние додека идеме на школа, тоа. Добро, овде поише баравме логика од Да. колку историја Не, и амазонките баш што која река истекува од езерото Ири во Северна Америка. Ај овај другач. Ама вие треба да одговорите. Нијагара е одговорот кој што го баравме. На кое наше езеро се наоѓате ако сте на плажата Стење? Три езера имаме, едно лупнете, вајда ќе погодите. Преспанско езеро е одговорот кој што колку вкупно филмови снимил култниот актер Джеймс Дин? 320. Па убаво почнавте, ама 3 има вкупно снимено. Благојчо, кој писател е автор на романот Мостот на Дрина? Дрина. Дрина. Това го имаше у историјата и се и го заборев. Па го има во литературата и во Андрич. Ајде, Благојчо, го потепавте денеска. Кој е продуцент и сценарист на филмскиот серијал Војна над звездите? Војната на звездите има 6. Не, кој е сценарист и продуцент на филмот? А не колку делови има? Сценаристите има ги многу такви. Џорџ Лукас е одговорот кој што го баравме. Инаку, како е името на дебелиот портокалов мачор кој воедно главен лик во истоимениот цртан филм?
мачерот Томи Джери. Гарфилд е одговорот кој што го баравме, инаку кој актер му беше партнерот Том Круз во филмот Дождовен човек? Дождовен човек. Имаше готове на филмовето. Дастин Хофман е одговорот кој што тоа. го баравме, инаку филмот му донесе Оскар за најдобра машка улога. Кој е главен град на Јамајка? На Мајка. Главен град на Мајка е Берлу, Русија ле беше, Германија ле беше, ту некој. Кингстон е одговорот кој што го баравме. Јамајка се... Председателот Да. се вика председателот на која беше држава? Резиденцијата каде што живее председателот, како се вика ја бараме? У Франција, ако не беше. Да, ама како се вика палатата? Палатата у Франција се викаше... Да ви помогнам? Може. Елисејската палата се вика, за жал вие не добивате поени. Кој беше вториот македонски председател од осамостојувањето? Прв се пријави Благојчо. Во оствањето. Осамостојувањето. Тоа беше 1030... Името на председателот го бараме, кој ни беше втор председател? Киро Григоров. Тој беше прв, неточен одговор.